За само 9 месеци од оваа година, во периодот јануари-септември, банките во државата работеле одлично. За овој период нивните приходи од камати биле 235 милиони евра, а воглавно од провизии наплатиле дополнителни 90 милиони евра. Банкарскиот бизнис е високо профитен и во него најчесто се инволвирани големи компании од различни сектори кои имаат финансиски, но и друг вид кредибилитет за да се најдат во него. Што би се рекло, парите сами си одат кај парите. Ова за првите 9 месеци од годинава само на Стопанска банка и донесе 28,1 милион евра прокнижена добивка и ја направи најпрофитабилната банка во државата. Веднаш до неа со 23,7 милиони евра е НЛБ, додека на трето место со 21 милион евра е Комерцијална банка. Сепак, иако зборуваме за енормни заработувачки кои ни приближно не можат да ги остварат многу успешни компании со стотици па илјадници вработени, во споредба со лани на банкарите им оди полошо. Имено, за истиот период јануари-септември банките на своите сметки како добивка задржале 124 милиони евра, а до крајот на годината на споменатите 124 банкарите на себе додале уште 12, па годината ја завршиле со импозантни 136 милиони евра. Ова значи дека банките не успеале да ја задржат големата нагорна линија на профити од 2017 година, што пак упатува на други тенденции.